Викендов се одржува традиционалниот веќе фестивал Мариово Offroad Outdoor Experience, на кој што ова година за прв пат вклучуваме се вклучува спелеолошка активност, која ние како спелеолошки клуб Златоров ќе ја изведуваме, ќе се организира посета на Мелничка пештера за издвоен број на учесници од фестивалот со цел една промоција на спелеологијата во Прилеп, нешто на кое што ние работиме како клуб. И се надеваме дека ќе развиеме и таа активност во Прилеп да понуди една посета на пештера во својата туристичка понуда. Па на фестивалот претежно се учесници од Македонија, меѓутоа ќе има и учесници од странство други држави, не можам точно да ви кажам кои држави, тоа е веќе главниот организатор повеќе на таа тема. Ние генерално како клуб се вклучуваме во организирање, менаџирање, водење на онај делот на посета на пештера, кој што е малку поразлично на класичното туристичко, значи малку алтернативна понуда, учесниците ќе имаат можност да доживеат што значи да се истражува пештера. Таа е хоризонтална и тоа е интересна лавиринска пештера, ќе можат буквално да доживеат какво е искуството адреналинско во една посета на пештера, во темница со спелеолошка опрема како што си е правилно. Нашиот клуб континуирано врши истражување на пештерите во општина Прилеп, претежно, примарно, меѓутоа и во околината. Јас не работеле на истражување во странство, сме учествували на повеќе експедиции. Минатата година Дарко за прв пат учествуваше на експедиција во Хрватска, каде што постави рекорд на спуштање во длабочина за македонски спелеолог на 866 метри, а ова година планираме тој да учествува повторно на експедиција во Хрватска, каде што би го зголемил тој рекорд за прв пат македонец да се спушти на длабочина поголема од 1000 метри. Овие активности веќе имаме поддршка од локалната самоуправа, се вклучува и тука за фестивалот и не поддржува и ова активност која што ја планираме за ова лето, конечно да го поставиме овој позначаен и рекорд на 1000 метри. Значи, една благодарност за општината што ни излегува во пресред за овие активности. Минатата година бевме на спелеолошката експедиција во Хрватска, на Велебец, слеговме во пропаста Словачка јама, каде што се спуштивме на 866 метри. Останавме 4 дена, но бидејќи временските услови не беа добри, имаше врнежи, моравме да излеземе надвор. Ова лето повторно од 22 јуни до 7 јули хрватите го организираат експедицијата. Се составува тим од Балканот за да истражуваме и да слегуваме повеќе од 1000 метри. Желбата, мотивацијата од каде ја добиваш? Желбата, напорен спорт? Да, па ме влече уште од многу, од мал се занимавам со истражување во клубот и сакам да направиме нешто што ќе биде добро, нешто што ќе остане за истражување, за допринос во спелеологијата во Македонија. Здравје Боже, за овиднина сакам да слезам во најголемата длабоката пропаст во светот, скоро 2200 метри в Грузија, тоа е Крубера. И вежбаме и тренираме напорно за да успееме тоа. Имаме одлична соработка со спелеолошкиот клуб Златоров од Прилеп, кој е еден од најпознатите, најактивни во Република Македонија. Има досега направено повеќе истражувања на пештери. Со тоа не само што ги одржуваат своите активности, она за што се наменети, туку ја промовираат Македонија во однос на тој вид на туризам. Така да во склоп на таа активност и она што ќе се случува овој викенд во Мариово, токму во сабота, сите оние кои што се љубители на ваквиот вид на разгледување на пештери, има една интересна понуда од ова друштво во сабота да посетат една од најголемите пештери на територијата на Прилеп во Мелница, која изнесува некаде должина околу 700 метри. Околу 700 метри, навистина доста живописно и адреналински. Исто така на Дарко ќе гледаме да ова година бидеме дел од спонзорите да го сруши македонскиот рекорд во влегување во пештерска јама. До сега 700 метри се надевам ќе стигне дека некаде до 1000 метри, над 1000 метри. Така да и повикувам и доколку не се доволни средства да помогнат и дел од бизнис секторот, бидејќи дел ќе финансира и локалната самоуправа да го направи што поголем овај подвиг и да влезе во историјата како прв македонец кој влегол и прилепчанец кој влегол над 1000 метри длабочина во пештера. Ние и понатаму ќе соработуваме, сакам да направиме, бидејќи Прилеп е познат по тие екстремни спортови, алтернативен туризам, културен туризам, да направиме една мапа, на туристичка мапа
на сите пештери кои ги има на територијата на општина Прилеп, па и во Македонија и на тој начин да привлечеме што повеќе туристи во овој крај. Градот може да го понуди дополнително да овие. Се немам слушно за пештера, ние предвидуваме околу 20 без разлика, дали ќе бидат 30